Значи, ова книгата Рут е една убава приказна, историска приказна, не измислена, за спасението или за Божјата благодат. Божјата благодат која се покажува секогаш и таа не е ограничена на никаков начин. Никакво човечко дејство не може да ја ограничи. Самата книга Рут, ако ја читаме Библијата така, книга по книга, е освежување. Они кои, например, читале книгата Судии и кои ќе завршат со таа книга и ќе почнат да ја читат книгата Рут, ќе бидат малку така освежени, зашто книгата Суди, посебно последните глави на таа книга ги опишуваат веројатно најстрашните, најужасните библиски настани. Например, во последните глави е опишана случката со еден човек, чија што наложница или љубовница побегнала во домот на својот татко, па мажот тргнал да си ја бара. Таткото на наложницата се покажал како добар домакин, гостопримлив, му понудил неколку дена да остане, на крајот наложницата тргнува со него, се враќаат кон дома, поминуваат низ Вењаминовото племе, никој не сака да ги прими, на крајот еден човек се смилува, ги прима, ги угостува вечерта, меѓутоа доаѓаат перверзни вењаминци, кои тропат на вратата и барат од домакинот да им го даде гостинот, за да блудствуваат со него, да го силуваат, буквално. Домакинот, како добар домакин, откажува, обива и на крајот гостинот нуди компромисно решение и вели еве ја наложницата, правете со неа што сакате. И тие зимаат наложницата, цела вечер ја силуваат и утредента кога човекот тргнува да си оди, ја наоѓа пред вратата, положива, ја качува на магарето и се враќа дома, ја расекува на 12 парчиња и по едно парче испреке насекува 12 племиња. И тоа е повод 12 племена да се обединат во војна против Вењамин. Тоа племе буквално скоро да е истребено, остануваат мажи без жени и тоаш по другите племиња се така сожалуваат и им дават на совет како на нечесен, неморален начин да си најдат жени. И така завршува книгата. Со едни зборови дека секој си го правеше она што мислеше дека е право пред неговите очи. Тоест, секој си правеше што си сака. И ова го раскажувам бидејќи всушност книгата Суди го опишува тој историски контекст, опишува состојбата на еврејскиот народ во времето на Рут. Зашто книгата Рут, или настаните во книгата Рут, се во времето на судиите. Така почнува. Дека кога управуваа судии со Израел настапи глад. Меѓутоа, сепак, за разлика од тие описи на крајот на книгата Судии, книгата Рут е посвежа во тој поглед. Таму ќе најдеме личности кои го следат, сакат да го следат заветот со Бог. Се покорни на заветот со Бог. Го бараат животот со Бог. Интересно е дека еден од тие двајци или едната личност од двете личности воопшто и не е еврејка, туку е Моавка. Една Моавка која, за разлика од Израел, кој отпаѓа од заветот со Бог, склучува завет со Бог и држи на заветот со Бог. И сега ова изучување нема да го следи оној вообичаен романтичен пристап. Ние христијаните имаме така обичај на настаните, на ликовите во Библијата да гледаме романтично, тоест да ги релативизираме грешките на луѓето, за да некако ги им поставиме ореол кој не го заслужуваат, но на тој начин, издигајќи ги луѓето како ликови во Библијата, ние крадеме или ја неутрализираме, ја релативизираме Божјата благодат. Книгата Рут е книга која ни покажува Божјата верност. Во тие најмрачни денови на историјата на еврејскиот народ, Бог држи на заветот. Бог држи на ветувањето. Не заради луѓето, не заради народ, бидејќи Бог е верен Бог.
Сега, ова изучување ќе удри, тоест ќе се спротистави на некои стереотипи кои се изградени, например, некои ликови овде, кај што ќе ги видиме, онаа колективна меморија на христијаните из историјата, тие ликови се така представени нереално како добри ликови и ова изучување ќе се судри со таквите стереотипи и може и веројатно ќе има реакции, како што имаше реакции во моето изучување на книгата Естер, која беше многу кратко. Јас планирам да направам едно многу поаргументирано и содржинско изучување понатаму, но тоа е вистината. Нас не интересира што Бог ни кажува во текстот. Не какви представи ние си градиме или какви представи црквата изградила. Бидејќи, кога ние не го следиме библискиот текст и се држиме кон нашите вкусови, тогаш толкувањето на Словото веќе не е толкување на Божјо Слово, туку на некое наше човечко Слово. За да биде Словото Божјо Слово и да действува како Божјо Слово во нашиот живот, ние сме должни да го читаме она што Бог ни го кажува во Библијата, а не она што ние сакаме да го прочитаме заради некакви сентименти или човечка суета. Така, ќе се држиме до текстот, бидејќи тоа е задачата на изучувањето на Библијата. Да се држиме до текстот и објективно да го толкуваме тој текст. Во ова прво изучување само ќе го наблюдуваме текстот. Сакам на нова прва глава да посветиме повеќе време, 2 глави. И основниот лик ќе биде ликот на Ноемина. Ноемина е една жена која е во црковната традиција е представена како една добродушна, грижлива свекрва, но текстот на вистина не открива таква личност. Не е тоа Ноемина. Јас се нареков горчливата, не знае се извино, свекрва треба. Може треба да поправи го ако сакаш. Горчливата свекрва. Но првата глава не открива една свекрва. Свекрва која навидум изгледа така добродушна, загрижена за снаите, вдовици. Меѓутоа, објективното изучување и ние ќе се обидеме да го направиме тоа, не открива нешто поинаку. Свекрва која не верувам дека некоја снаа би ја посакала. Како и да е. Што не говори многу за Рут, например. Бидејќи Рут е во центарот на вниманието во целата книга, така и се вика книгата, а таа е Моавка, ќе кажеме нешто за моавците. Кои се моавците? Моав е едно племе од Блискиот исток, древниот Близок исток, кој дури нема корени добри на генеза на настанување. Почетокот е веднаш после уништувањето на Содом и Гомора. Бог го спаси Лот и неговото семејство, но предупреди додека бегаат од градот кој беше во оган и сулфур, да не се свртуваат назад. Жената на Лот не го послуша, Бог се сврте и се претвори во карпа сол. И така Лот остана без жена, со 2 керки. Се засолнија во една пештера и керките рекоа, по старата керка рече, еве нашиот татко ќе остане без машко потомство, треба да направиме нешто. Ќе го упиеме и ќе легнеме со него, прво јас, после ти, и така ќе осигураме машко потомство. И го направи тоа. Прво големата керка и роди син од својот татко и му дадоа име Моав. Потоа и по младата керка го направи тоа, пак роди син од татка си и го нарекоа Амон. И тоа е почетокот на Моав како племе. И понатамошната историја пак не е многу срекна за Моав, поточно нас се интересираат односите меѓу Израел и Моав. Додека се приближуваа кон ветената земја во пустињата, и тоа е запишено во книгата Броеви евреите, требаше да поминат низ земјата на моавците. Моавскиот крал Валак се
уплаши дека ќе бидат уништени и повика еден пророк, Валаам, да фрли проклетство на еврејскиот народ. Валаам многу добро знаеше дека тој народ е благословен од Бог и не е можно. Меѓутоа, со митото кој беше понудено, големото мито, се согласи. И види дека секојаш кога ќе отвори устата, наместо проклетство, благослови излегуваа. Види дека невозможно да го проколне народот, но му даде совет на Валак и му рече: има друг начин, суитрина може да ги победиш. Пушти ги твоите жени, моавките, нека ги соблазнуваат еврејските мажи и сами ќе се навлечат неволја. И така се случи. Добро. И се случи така и еве го описот на кратко во Броеви, запишан во книгата Броеви 25 глава 1 до 5 стих. Вели: Израел живееше во Ситим и народот почна преку блуд да се осквернува со керките на Моав. И тие го покануваа народот да присуствува на пренесувањето жртви на идолите нивни, и народот ги јадеше жртвите нивни и им се поклонуваше на боговите нивни. И му се приклони Израел на Ваал Фегор, и се разгоре гневот Господов против Израел, и му рече Господ на Мојсей: земи ги сите началници народни и обеси ги пред Господ спроти сонцето, и ќе се одврти јаросниот гнев Господов од Израел. И тогаш Мојсей ми рече на судиите израелски: секој нека ги убие своите луѓе што му служат на Ваал Фегор. И настана голем погром во еврејскиот народ. И тоа остана запамтено кај евреите. Потоа кога веќе влегоа во ветената земја и дојде периодот на судиите, тие 20 години беа буквално под робство на Моав, беа окупирани од моавците. Така да, тој однос меѓу Израел и Моав не е пријателски. Од друга страна, самите моавци, како идолопоклоници, немаат висок статус во еврејското општество. Тие се граѓани од, да кажеме, втора категорија. И со сигурност, иако бидејќи моавците не се ханаанци, законот категорично не забранува брак со моавка, сепак тој брак не бил посакуван, не би носило престиж. Тие се, не сакам да спорам, меѓутоа има такви стереотипи кај нашиот народ, например, брак со некои етнички групи кои се или со друга религија, или со друга боја на кожата, така да кажем. Таков бил односот кон моавците. Тие се моавскиот окупаторски фашистички народ или нешто слично. Значи, тоа е Моав и тоа е Рут како моавка. И сега што се случува, да преидеме на наблюдување на текстот, тоа е многу важно. Во почетокот кажува дека настапи глад во Израел и гладот дошол и во Витлеем. Интересно е самиот Витлеем, тоа е иронијата. Витлеем е жетницата. Зборот Витлеем значи градот на лебот. Таму каде што има леб, каде што се раѓа лебот. И во тој град настапи глад. Не знаеме колку бил навистина сериозен тој глад. Меѓутоа понатаму ќе видиме дека сепак масово не се иселиле луѓето да бараат потрага по леб. И во таквата ситуација, кога на глад, едно семејство, семејството на Елимелех, заедно со неговата жена, 20 синови, тргнуваат, Малон и Килион, тргнуваат да барат храна и одат во Моав да живеат. Умира, не знаеме после колку време, знаеме да 10 години живееле тама, со сигурност повеќе од 10 години. Умира Елимелех, 20 синови на Ноемина зимаат жени моавки, по старата Опра, по младата Рут, и живеат таму известно. Меѓутоа, тие бездетни, Бог им ја затвори утробата, остануваат вдовици, тоест нивните мажи умираат без да родат деца. И така Ноемина останува сама со двете снаи. После 10 години, најмалку 10 години, доаѓа глас од Израел дека поминал гладот, родиле богато нивите и таа решава да се врати. И тие тргнуваат назад. И сега интересно дека тие веќе се на пат, тргнуваат на пат. И тоа, значи, читаме што пишува.
кога одеа по патот, враќајќи се во јудејската земја, тогаш Ноемина решава да ги убедува да се вратат назад. Не знаеме кај биле по патот. Дали биле веќе близу до Израел, дали биле уште на почетокот, но не уште пред да тргнат. Веќе по патот. Некаде по патот Ноемина решава дека подобро е на низините снаи да се вратат назад во Витлеем, во Моав. И тука има 3 убедувања и ќе видиме секое убедување е некако поинтензивно, подиректно и може да кажеме и поостро. Во првото и во секој тие убедувања доминира една некаква вакво безнадежност. Ако продолжат да живеат со Ноемина, животот со Ноемина не нуди некаква светла иднина. Тоест, најдоброто нешто може тоа тие да го имат, а тоа е маж, семејство, деца и храна, ќе си го најдат назад во Моав. И во тоа се состојат убедувањата, со таа тема е вклучена во убедувањата на Ноемина. Во првото убедување, таа им вели, одете се, вратете се, секој во куќите на својот татко. И Господ да ви направи милост, да биде добар со вас, како што вие бевте добри со мене, с моите синови, и нека ви даде Господ да најдете прибежиште секој во куќите на својот маж. Тоест, таму вие ќе си најдете мажеви, сопрузи, во Моав. Одете си таму. И гледаме, и тоа е и во првата и втората сцена, во првото и второто убедување, има солзи, да, романтично така изгледа, тие викаат снаите, плачат и велат, не, ние ќе се вратиме со тебе кај твојот народ. Некако како овдека меѓу редови, Ноемина да исклучува било која можност дека може да имат добар живот во Витлеем. Но како тие да немат никакви шанси таму да најдат сопрузи, иако шансите и дома, од домот на својот татко да најдат сопрузи се мали. Во древноста, вдовицата е најзагрозената социјална категорија, посебно вдовицата која нема дете. Тие жени веќе се покажале како неродки. Тие немаат деца. Имале сопрузи, но не родиле деца. И ги знаат во Моав, ги знаат во домот на нивниот татко. Не знам каква иднина би имале таму. Ова само по човечки гледано. Тоа е културата во тоа време. Тие се вдовици кои немаат перспектива некоја, како идни сопруги на мажи. Нити во Моав, уште помалку, да, навистина во Израел. Ето, тоа е првото убедување. Второто, и ги бакнува, пишува Ноемина, што е веќе сигурен знак за разделба. Ги бакнува за разделба, меѓутоа тие откажуваат. Некои се чувствуваат посигурни со Ноемина. Сепак се заедно. Тие научиле трите да живеат, 3 жени во црно облечени. Не. Продолжува Ноемина со второ убедување и им вели, и сега тука е подиректна, многу подиректна и многу појасна. И вели, зошто ќе доаѓате со мене? Прво вели, јас во својата утреба немам деца што ќе ги родам. Немам други синови. Јас немам други синови што би ви ги дал. Да, според Мојсеевиот закон за деверски брак, левиритски брак, кога некоја снаа ќе остане вдовица, може братот, деверот, да ја земе за жена. Меѓутоа Ноемина вели, јас немам други синови. Имам двајца, умреа, немам кого да ви понудам. А пак и сум престара да се оженам, да се омажам и да родам нови деца, синови кои би се оженили со вас. Па дури еви и вечерва да се омажам и да зачнам уште вечерва и да родам, ќе чекате ли? Ќе треба да чекате уште 15 години да се омажите. Нема никаква перспектива. Тој е наш заеднички живот. Единствената надеж, пак им вели, да се вратите дома и таму да си најдете маже во Моав. И пак интересно, не како
исклучува секоја можност, било каква можност, тие во Израел да најдат мажи. Таа можност не се спомнува никако, во нито еден момент. И како плюс аргумент, Ноемина вели: жал ми е за вас, на крајот, раката Господова се сврте против мене. Тоест, Господ не ме сака. Тој ме казнува. И ако вие живеете со мене, вие ги споделувате проклетствата што Бог ги фрла врз мене. Затоа, која жена со здрав ум би сакала да живее со Ноемина? Тоа е аргументот што таа им го дава. И повторно гледаме солзи, тие повика и пак заплакаа, и тогаш веќе Орпа, постарата, се простува и се тргнува назад. За разлика од Орпа, Рут покажува сериозна намера да не се враќам. Сега, интересно е, пред да го читам овој текст, ако ве прашав, дали некој го знае името на постарата снаа на Ноемина? Знаеше некој? Орпа. А за Рут, ке знаевте, нели? Што се случило со Орпа? Никој не знае. Никој не знае. Се врати назад во Моав. За Рут знаеме. Рут е алката, важната алка во родословната линија на Давид, големиот цар. Но ќе продолжиме да видиме какво е последното убедување на Ноемина, третото убедување, кој веќе не е ни убедување. Јас не требаше да напишам убедување, туку требаше да напишам притисок или уште подобро заповед. Зошто во тоа трето убедување, таа како да е сега најсилна. Орпа тргна. Орпа е веќе убедена. И тој дава сила на Ноемина да направи уште поголем притисок врз Рут, кога ја вели: еве, твојата снаа си тргна кај својот народ и својот Бог. И глаголот врати се е еден императивен перфект, заповедна форма, која сега кога се чита или во драми кога се кажува, ова се чита како врати се. Врати се. Уствари треба да каже врати се. Веднаш назад. Тоа е глаголската форма. Не е молба, не е обедување, заповед е. Категорична заповед. Да се вратиш назад, додека уште ти е времето. Мотивите тука, да, можеме да дискутираме околу, може би навистина е загрижена за својата снаа. Но зашто е загрижена? За кој работи е загрижена? Тоа е важно. И тука додава еден момент кој е веќе е најчудниот, најнеразбирливиот момент. Представете си свекрва. Има снаа која била во светот и сега заради мажот е во црква. Меѓутоа мажот починува, станува вдовица. И сега свекрвата и вели: снао мила, ти во црква немаш иднина, не може да си најдеш маж, врати се во светот. Таму ќе ти биде поубаво. Оди си, таму имаш повеќе шанси. И буквално тоа го прави Ноемина овдека. Вели: еве твојата, виж што, паметна е твојата како се вика? Јатрва, да. Јатрва. Еве таа се врати кај својот народ и свој Бог. Ти си имаш твој народ, ти си имаш твој Бог. Што бараш во Израел? Врати се таму. Кој побожен, верен на Бог евреин би го кажал тоа? Да, може би немаше голема иднина за овие две снаи во поглед на семејство, во поглед на материјални некои работи. Меѓутоа, во духовен поглед, кај беше нивната иднина? Во Израел или во Моав? Тама кој оној Бог кој правеше работи, кој поттикнуваш на работи, кој бе гадост пред Бог.
Бог забрани на евреите дори името да не го спомнува на тие, да не го спомнуваат на тие богови. И секој евреин знаеше дека не постојат други богови освен Израел. Кај кој Бог да се врати? Рут. Кога нема други богови. Проблематични се овие работи и ќе кажеме нешто од која е причината, која е позадината на таквиот однос. Веројатно Рут мисла најдобро, не знаеме. Тоа се само предпоставки. Меѓутоа, скоро се што направи Ноемина е продолжение на неправилните постапки кои почнаа 10 години порано. И сега, кои се мотивите? Зошто Ноемина инсистираше толку? Тие две жени беа подсетувани за неа, за она грешка што се направи 10 години порано. За тој несреќен живот тие последни 10 години. Тие две жени ќе беа постојано пред неа, да ја подсетуваат на тоа што се случи во Моав. А од друга страна, таа како нивна мајка сега, бидејќи после смртта на синовите, таа е нивната мајка, во Израел ќе требаше да живее со нив. Во Израел кои не гледаат со добро око на Моавките. И во Израел тие ќе беа подсетување за секој витлеемец за она што Елимелек го направи пред 10 години. Навистина, Рут, Ноемина не можеше да обезбеди нешто многу во Израел. Меѓутоа, физички, материјално. Но кој беше најголемиот благослов што овие две жени ќе може да го добијат? Можеше да има поголем благослов тоа тие да се идентификуваат со еврејскиот народ, кој беше Божиот народ, и со Богот на евреите, со Јахве. Може да има поголем благослов од тоа. Како можеше воопшто Ноемина да ги одврати од тоа спасение, духовно спасение? Интересно, Рут како постапи. Рут е светлата точка. Моавката Рут е светлата точка во целата оваа приказна. И овдека, знаете како почнуваат реакциите на снаите во првите две обидувања? И заплакаа. Ова отсуства овдека. Не пише. И Рут заплака. И овие збори, таа што и кажува, повторно така се читаат романтично. Не ме принудувајте, молам. Перфектни си овие збори, тоест реакцијата не е така романтична. С други збори, доста веќе ме обидуваше. Јас сум решена, знам што ќе правам. И ќе видиме, таа жена има познавање за Бог Јахве. Знае што прави жената. Вели, не ме принудувај да те оставам и да се одадам од тебе. И се тоа што го кажува до крајот, до последниот збор, е напишана не во поетска форма, не во некаква така романтична, тоа е напишано во форма на завет. Ги имаме сите елементи на склучување на завет. Тоест, Рут овдека пред Ноемина склучи завет со неа и завет со Бог склучи. Завет. Еден неевреин склучи завет со Бог. Рече, јас ќе одам кај тебе, кај твојот народ и кај твојот Бог. И тие ќе бидат мој народ и мој Бог. И веќе важните моменти од заветот. Смртта само тоа ќе го прекине. До крај на животот јас склучувам завет. И најважниот момент во заветот е оваа последното. Господ нека ме казни. И уште полошо нека ми даде, ако нешто друго освен смртта ме раздели. И зборовите твојот Бог, мојот Бог и така натаму се Елохим. Но знаете овде кој збор е? Јахве. Заветниот Бог. Јахве, со кого склучувам завет, нека ми направи, нека ме казни, ако јас одстапам од патот. Рут случи завет со Јахве. И таа го употребува заветното име. Она име, оној збор Јахве, кој секој еврен кој ќе се спомне
се подсетува на Синај, на заветот што е склучен таму. Рут склучи завет. Рут знаеше кај оди. И Ноемина пишва, откако виде дека таа цврсто е решена да оди со неа, престана да изборува. Рут ја употреби најсилната форма што може да биде употребена за да ја затвори устата на Ноемина. Јас сум решила да одам и да му служам на Јахве, со други зборови вели Рут. И не знам како продолжил патот до дома, не пишува овдека, пишу само дека одеа двете додека стигнаа до Витлеем. Не пишува дека разговарале многу или дека бил многу пријатен патот, не знаеме. Се шпекулации. Но има еден остар момент во тоа патување, после кој тие продолжуваат. И стигнуваат и во Витлеем се атракции. Сите забележуваат, стигнале Ноемина, Рут овдека во градот. Ноемина не се спомнува многу во текстот. И луѓето, жените, целиот град, нели, прашува, ја гледат Ноемина, ова ли е Ноемина? И таа во тие разговори, нели, кога ти ли себе Ноемина? Еј, што се случи со тебе и така натаму? Та кажува нешто многу важно, кој многу ја открива низината внатрешна состојба. И ова се клучните стихови во текстот, клучните збори во текстот кои ни откриваат сушност и откриваат природата, суштината, духовната природа на Ноемина. Таа им вели, немојте веќе да ме нарекувате Ноемина. Зборот Ноемина значи пријатна. Така, овие зборови, или кога е народ возбуден и вели ова ли Ноемина, не мислат само на физичкиот изглед. Да, очигледно тие 10 години мака оставиле последици. Меѓутоа, тоа повеќе се однесува на незиното однесување и карактерот. Зашто името Ноемина значи пријатна, пријатна како карактер. А таа вели не, ќе ме нарекувате Мара, што значи горчлива, лута. Тоа е преводот на зборот Мара. Немојте да ме нарекувате, не очекувајте да бидам пријатна, ќе бидам лута, горчлива. Зошто? Зошто семокниот ме исполни со премногу горчина. Тој ме наполни со горчина. И како можам сега да бидам јас пријатна повеќе, Ноемина? Не, јас сум горчлива. И кој е виновен за сето тоа? Бог е виновен. Тој ми ги направи тие работи. Што ми направи? Јас не излегов полна, се вратив празна. Имав маж, деца, синови, сега немам никој. И имам право да бидам горчлива. И ги се викам горчлива. Интересно е, отсуствува нешто овде, веќе кажав. Ја има Рут. Не ни спомнува мавката Рут. Еве, Господ ми даде Рут да е со мене. Една снага која сака да биде со мене. И не само тоа, која склучи завет со Јахве и сака да му служи на Јахве. Нема такви работи. И крајот веќе е она алка што не поврзва со целата книга. Има една жетва, многу важна жетва. Можеби тоа е најважната жетва на јачменот во историјата на човештвото. Таа жетва ќе биде клучен момент во приказната, понатаму. Тука ја спомнува авторот, пак се врати заедно, нели, Моавката, повторно спомнува. Таа е Моавката. Не заборавајте дека таа е Моавката. Рута дојде и пристигна точно на време, кога беше жетвата. Знаете што значи тоа? Во време на жетва никој не е гладен. Може би во декември, јануари може човек да има гладен. Меѓутоа, кога има жетва, никој нема да биде гладен. Точно во време на гумното, кога се бере плодот. Тоест, тој лош Бог, под наводници лош Бог, суров Бог, уште кога стигнаа, покаже дека нема да ги остави со празни стомаци и тоа
не само со празни стомаци од храна, туку ќе ги наполни таму и со плод. Тоест, ниту гладни ќе бидат, ниту без потомство ќе бидат. И тоа е продолжението, не тоа е врската со она што следи понатаму. Јас се накрат, следниот пат ќе ги правиме тие споредби на ликовите и таму ќе биде заклучокот, она практичниот дел. Тука само некои важни детали. Во кој момент од историјата на судиите ова се случува не знаеме. Во 4-та глава е дадена едно родословие кратко од Рут до Давид и нема многу генерации во тоа родословие. Книгата Судии опфаќа период од 400 години. А тоа кратко родословие 4-та глава кажува дека ова наста некаде покон крајот на периодот на судиите, иако и тоа не мора да биде апсолутен аргумент, бидејќи родословните линии или родословијата во Библијата не ги опфаќаат сите алки, родословни алки, туку оние позначајните. Но може да кажеме од тоа родословие дека покасно некаде, кога ептен темнината, духовната темнина во Израел, и тоа ни кажува нешто. Оваа случка е кога имаме една духовна темнина во Израел. Оно друго што може да го видиме и од ова, дека витлеемците се устанале во Витлеем, и понатаму од случката со Воас може да видиме дека и не поминале толку лошо. И во секој случај, евреите што останале во Витлеем поминале многу подобро отколку семејството на Елимелех. И од тука, она обвинување што Ноемина постојано го упатува. Никаде кон Бог, никаде во таа глава, ние не можеме да видиме некакво сознание дека можеби и они сгрешиле во нешто. Никаде нема. На неколку пати Ноеме, Бог сврта рака против мене. Бог ме исполни со горчина. Бог го направи тоа. Но никакво, ниту трага да каже, ама и ние сгрешивме, што мајка баравме таму. Не знам дали, не можем да кажем дека тоа што се случи во Моав, таа трагедија е резултат на нивната постапка. Што ако стане во Витлеем, не знаеме. Тоа се шпекулации. Меѓутоа, самиот однос на Ноемина кон Бог не е праведен. Самиот однос. Бе да ги отставиме другите постапки. Таа го обвинува Бог. Без да има некакво сознание или прашање, да не, може би треба јас да се покајам овдека за нешто. И она што го правеше, сите тие обидува во најголема мера беа погрешни, но она што отсуства кај неа е верата. Тоест, да, сите околности говорат дека не предвидуваат добра иднина. Меѓутоа, нити малку нема кај неа вера дека можеби Бог го прави сето тоа, за да уште пославно ја покаже својата благодат и својата сила. Тоест, колку поневозможни стануваат работите, толку повеќе се покажува Божјата сила или Божјата слава. Како што Павле пишува во 2 Коринтини 13 глава. Во слабостите мои целосно се покажува Божјата сила. Кога сум слаб, тогаш сум силен. Не постои такво сознание во овие случаи што ги гледаме. И гледаме колку повеќе протестира Ноемина против таа тажна судбина, авторот толку повеќе не подготвува за оние големи дела што ќе се случат понатаму во следните глави. Така да, оно што можеме да го кажеме, Ноемина не е пример за вера, не е пример за добра свекрва, туку таа е слика на лошата духовна состојба во Израел, кога секој си правеше она што мислеше дека е право пред неговите очи. Така завршил последниот стих на Судие, секој си правеше она што мисли дека е право пред неговите очи. И тука во првата глава на Рут гледаме како Ноемина го прави она што мисли дека е право пред нејзините очи, а не право во Божите очи. Ноемина не оди со вера. Таа оди со она гледање. Не живее според верата во Бог,
и него ни почитува Бог. Една слика за духовната состојба на Израел во тој период на историјата, периодот на судиите. Следната недела ќе продолжиме, како ќе направиме едно така контрастно наблюдување и ќе преминеме на заклучокот, но сметам дека и од овие нешта можеме многу импликации да се направиме за нас. И ние како гледаме на работите, каков е нашиот однос кон Бог, или што поставуваме пред себе како приоритет во нашиот живот.